Во њујоршката населба Харлем, група мигранти од Западна Африка се собираат во блискиот ресторан за да уживаат во традиционалните африкански јадења. Ова енклава, позната како Малиот Сенегал, топло ги прима овие новодојденци, од кои многумина се соочиле со напорни патувања и криминални банди за да стигнат до САД. Така Сенегал лaa jóge, Сенегал, Марок. Дојдов од Сенегал, отидов во Мароко, Шпанија, Ел Салвадор, Никарагва, па оттаму во Мексико. Тешко беше. Пред да влезеш во автобус те запираат, има оружје, ти ставаат пиштол на главата, бараат пари, ако немаш пари ќе ти земат се. Многу е тешко. По пристигнувањето во САД многумина се соочуваат со тешки услови за живот и доста често неисполнити очекувања. Сите веројатно мислат пред да дојдете во Америка дека ова е местото каде што треба да се биде. Очекувањата за овие мигранти Америка да не ги подобри животите, а тажната вистина е кога ќе дојдат, тоа е сосема друга приказна. Од овие мигранти се бара да поминат низ период на чекање од 180 дена пред да бидат овластени да се вработат, што предизвикува значителна неизвестност за многумина. Мигрант од Сенегал, кој не сакаше да го открие неговото име, вели бара само работна дозвола. Тука сме да ги кажеме нашите проблеми. Ние само сакаме да работиме. Сакаме работни места. Сакаме работни дозволи за да можеме да работиме и сите ќе се разотидеме. Во дивната потрага по американскиот сон, овие мигранти се заробени во политичкиот момент во САД, особено со агресивниот став на поранешниот претседател Доналд Трамп против мигрантите кои илегално дошле во САД. Повеќето од нив се загрижени за оно што го зборува Трамп, особено зборувајќи за масовна депортација. Тие се загрижени за тоа и се дефинитивно свесни за политичката ситуација во САД во моментов. Државната сенаторка Кордел Клир е демократка која го представува Западен Харлем во Њујорк. Таа има став дека мигрантското прашање ги надминува партиските линии и дека е потребна поголема помош од федералните власти. Мислам дека она што ни треба е да се здружиме и да се погрижиме. Државите како Њујорк, кои имаат голем број мигранти, да добијат финансиска помош од владата. Како што започнува изборната сезона и пречките со кои се соочуваат овие новодојдени мигранти, тие го привлекуваат вниманието на медиумите, но она што останува непоколебливо е нивниот стремеж за подобрување на екзистенцијата, особено со поддршката на заедницата на Малиот Сенегал.